Русија никогаш нема да може да му парира на Западот на економски план во Западен Балкан и затоа со специфични инструменти делува на 3 клучни полиња за ширење на своето влијание меѓу земите аспиранти за ЕУ и НАТО, вели доктор Марк Галеоти, координатор на Центарот за европска безбедност и автор на најновиот извештај на Европскиот совет за надворешни работи. Поради тоа, вели тој, Москва се концентрира на 3 клучни цели: стекнување моќ и улога на регионален играч, попречување на проширувањето на НАТО и искористување на потенцијалното проширување на Европската унија. Балканот не е од голема или стратешка важност, но тоа што е во соседството на Европската унија, како и заради улогата на Турција во регионот, вели Галеоти, тој е важен за Русија. Во овој случај се работи за амбициите на рускиот претседател Владимир Путин за големата Русија, кои се реминисценција на една геополитика од 19-тиот век. Тука централен елемент е верувањето дека ако имаш голема моќ, по дефиниција имаш и сфера на влијание и право да располагаш со интересите на помалите држави, стои во извештајот на Галеоти. На најновата деструктивна политика од Русија предупреди американскиот помошник државен секретар за Европа и Азија Вес Мичел за време на неговата посета на Балканот. Yes, we do see Russia playing an increasingly destructive role in much of the Balkans in spreading disinformation, undermining democratic institutions. And we've been clear in our conversations with the Russians that that is neither in their interests nor in the interests of the people in this region. Влегувањето на Црнагора во НАТО, чија армија е голема колку еден руски полк, тешко дека ќе ја направи алијансата пострашна, но според Галеоти за Москва секој проширување на НАТО е пречка, предизвик, па дури и прекршок, бидејќи Русија е убедена дека и било ветено од ширењето на НАТО завршило со студената војна. Општо земено, како што вели еден поранешен руски инсайдер, цитирам во овој извештај, уште од времето на Советскиот сојуз секој успех на НАТО е де факто пораз за Русија. Затоа Кремљ нема да запре и на секој можен начин барем ќе се обиде да го забави проширувањето на алијансата. Руската анексија на Крим, по која Русија и отворено ја почна својата пропагандна офанзива кон Европа, шведскиот дипломат и еден од најугледните европски политичари Карл Билт укажа на новиот политички менталитет на Русија. There's a new political mentality, at least from the Kremlin. They are intending to build up what I sometimes call a bastion against the West. Наспроти ставот кон ширењето на НАТО, Москва на проширувањето на Европската унија гледа како на нешто бенигно, што според Галеоти произлегува од низиното непочитување и потценување на унијата. Москва е убедена дека проширувањето на Европската унија со Западен Балкан има штетна предност, односно дека потенцијалниот прием на нови сиромашни земји ќе предизвика нови оптоварувања на заедничките ресурси и ќе доведе до поголеми поделби во унијата. Тоа се покажува во случајот на Србија, за чие зачленување во Европската унија Русија нема ништо против. И ако му се придружи Белград на Брисел, Москва или ќе има тројански коњ во унијата, или ќе поентира со евентуалното одбивање на унијата да ја прими Србија, стои во извештајот на Галеоти. По ова прашање ко претседавачот на Советот на Европа за надворешна политика Карл Билт, цитирам во извештајот на Галеоти, вели: времето истекува. Брисел мора да ја смени брзината ако сака да ги реализира своите амбиции.